Голем број мигранти од Турција тргнаа на својот пат кон Европа, откако турските власти соопштија дека ќе ги отворат границите за бегалците, најголем број од Сирија. Ваквиот потек доаѓа по вчерашниот инцидент, каде загинаа 33 турски војници. На воздушниот напад од сириската армија со одмазнички напади врати и Турција, иако одлуката се уште не е официјализирана дека тоа ќе се случи, најави Омер Челик, портпаролот на партијата на Ердоган. Политиката на Турција кон бегалците е непроменета, но постојат некои околности поради кои не сме повеќе во можност да ги задржиме бегалците. Ваквата одлука го отвора прашањето дали на Македонија се заканува нова бегалска криза по она во 2015 година. Патиштата на мигрантите од Сирија и неколку други земји водат преку Бугарија и Грција и Македонија. За познавачите на состојбите, ситуацијата може да стане алармантна. Раби Седрак пред камерата на Алфа вели дека бегалците на македонската граница може да стигнат многу скоро. Тоа ќе се случи побрзо од што сите мислиме. Ова веќе почна и за многу скоро ќе стигнат до граница. И сега работава дека има дел што ќе оди спрема Бугарија, а другиот дел треба да стигне од Грција и најверојатно ќе проба да влезе во Македонија. Законот и не го имплементира како што треба. Ке имаме истиот проблем како го имавме во минатите години. Македонија секако не е пасокуваната дестинација на мигрантите, односно би требало да е само транзит земја, но што доколку се случи, сепак бегалците да останат. Според Седрак, тоа би бил тежок удар врз државниот буџет, а и самиот транзит до првата безбедна држава, каде мигрантите биле пред да влезат на територијата на Македонија, би чинел доста скапо. Во земјите што имат низок до среден месечен приход, ова бројка ќе биде околу 8.500-9.000 евра за еден емигрант за една година. Така да, ако има 100.000 емигранти, направете математика, ќе видите колку е бројот е голем. А од другата страна, депортација за еден емигрант кошта меѓу 3 и 4.000 евра. Грција и Бугарија решија да ги заострат безбедносните мерки на своите граници. Нашиот јужен сосед дури го затвори граничниот премин Кастаниес на границата со Турција. Министерот за одбрана на Бугарија, Красимир Каракачанов, пак порача дека армијата е подготвена да испрати 1000 војници на границата со Турција. Македонскиот министер за внатрешни работи Наке Чулев изјави дека будно го следат процесот и доколку има потреба, полицијата била подготвена и материјално-технички и кадровски за попречување на влез на нов бран мигранти.